И за самиот крај од емисијата си го ставивме нашиот гостин кој што е кандидат за градоначелник на општина Карпош од редовите на ВМРО ДПМН, Сотир Лукровски. Добро утро. Добро утро, добар ден. Добро ни дојдовте. Ве поканивме на утрински разговор, чисто да ве запознаеме повеќе, иако предпоставам карпошани веќе добро ве знаат, како долгогодишен жител на општина Карпош, но еве сега јас би започнала со едно прашање кое што знам дека е тешко да се одговори, а тоа е кој е Сотир Лукровски? Па ајде, најпрво сакам да искористам оваа можност да денеска е 1 септември, нели? Да. Само на кратко да им честитам на оние кои за прв пат ќе стапнат во училиштата, ќе ги пополна денеска училишните клупи, значи најмалите, првачињата. Имам и јас внукичка која денеска ќе стартува. Моето најмало дете, мојот син, денеска исто е за прв пат Средношколец? Да, во средното училиште, така да и на сите останати да им посакам многу здравје и късмет да ги прати низ школските денови. Ова е еден убав ден и за родителите, особено оние на првачињата, така дека нека им е среќно на сите дечиња. И на родителите, на бабите, на родовците, тие се уште погорди на тоа. Така, ме прашавте кој е Сотир. Веќе скоро 2 месеци од моето објавување, мислам дека ако на почетокот, нели, пошироката јавност и не ме познаваше, имавме многу средби со граѓани, бев гостин во неколку емисии, да ви се заблагодарам и вам за покажаната можност да се представам. Роден карпошанец, од 73-та сум во Карпош, знам често да кажам дека сум врсник со мојата кува каде што живеам, на Волгоградска, во Карпош 4. Половина век? Па така некако, да. Роден во Карпош 4, ден денеска таму, во истата кула, во меѓувреме заврши во основно во Карпош, средно економско училиште, дипломирав економија, имам над 30 и кусур години стаж, многу рано почнав да работам од својата 19-та година, веднаш по служувањето на војниот рок, в тоа време се служеше, нели, и воен рок, така да сопруг, татко на 3 деца, како што кажав, 2 веќе ќерките полнолетни, синот средношколец, активист, борец за правата на македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија, љубеник во спортот, во природата, животинките. Животните, и за тоа ќе зборуваме сега. Кажав сега на еден брифинг со вас, новинарите, од најраната возраст нема животинка која не прошла низ нашиот дом, од кучиња, папагали, желки, глувчиња и така натаму. Така да, горе-доле тоа е Сотир. Јас би започнала од ова роден карпошанец, и сега да прашам дали е тоа горд роден карпошанец и што е она што е посебно, да речеме, во општина Карпош, што ве задржало повеќе од половина век да останете таму и не планирате да го напуштите? Па видите, горд сум со самото место на раѓање. Јас сум си од оние, ајде да кажем, локал патриоти. Не сум ја напуштил општината, спомнав во еден мој подкаст или не знам што беше, само едно година и пол кога се зедовме со сопругата, живеевме кратко во Карпош 1 тука спроти Драмски и мислев дека кој знае каде сум отишол од Карпош 4. Секоја вечер по Партизанска. Керката ни беше тогаш тази родена кај моите, така да убаво ми е во Карпош. Во принцип функционирам некако тука од центар кон Карпош. Пријателите ми се тука, друштвото ми е тука, не дека така сме се бирале, меѓутоа некако така сме поставени. Карпош е на убава урбана средина со еден убав концепт и се надевам дека ќе го задржиме таков и ќе биде уште поубав во наредните години. Кои се оние места кои што особено ви будат спомени во Карпош или да речеме места каде што одите да си ги наполните батериите? Па, знаете како, со тека на годините се посветувате повеќе, нели, на работата, на семејството, влегувате во некоја трка, меѓутоа знам да прошедам низ малото, го сакам кеот на Вардар, пешачиме тука со кученцето.
од каналчето кај нас од Карпаш 4 до градскиот парк. Деновиве ми се будат убави спомени од она кога сме патролирале, да речем, низ Карпешот, кога бевме помлади, кога го знаевме секое каче, сега повторно сум на секое камче, да. Поминувам низ мала, низ места каде сум имал по некој пријател, роднина и така натаму, така да има Карпаш убави места. Се подсетувам, не знам, на кошот во Студентски, на дружбите пред Драмски, на старото бифе кај Драмски, кој ние фативме еден убав дел од тогаш една плејада на глумци, мои пријатели работеа, па тука се собиравме на терасата кај тркалото и така натаму. Едно посебно место. Колку е Карпаш сменет од ова време за кое што ви изборувате? Па видете, сменет е Карпаш. Како и се друго, нели, имаме нови генерации, имаме доселување. Карпаш е пожелно место за живење. Општината расте. Оваа година бележиме над 60.000 жители, па така ќе се зголеми бројот на советници овој пат, од 23 до сегашни. Ќе бидат 27 во новата општинска власт. Како што реков, расте, така и се менува и нели менталитетот со менувањето на демографијата. Во мојата кула, да речем, од 44 стана веќе, ајде да кажам, дали сме 1/3 староседелци. Покрај тоа што се менува демографски, би кажал некако последниве години го губи здивот, кондицијата, со на, ајде, малку запоставеност во делот на собирање на смет, одржување на паркови. Имавме појава и на неплански, нехумани градби, да кажеме, со нарушување на просторот на одредени соседи, така да, меѓутоа сега сме со една нова енергија и се надеваме ќе го вратиме полниот сјај на Карпаш. Споменавте дека сте семеен човек, татко на 3 деца. Како реагира пред себе децата и вашата сопруга на овој ваш чекор со оглед на тоа што сепак сакале некој ќе се смени животот на некој начин на целото семејство? Така, да. Тоа, кога размислував пред неколку месеци дали да го прифатам овој предизвик, тоа можеби беше и така најголемата предизвика, највеќе дилема кај мене, дали треба или не треба, пошто знам, свесни сме што за жал прави инволвирањето во политиката. Колку и да не ја сваќам локалната власт како дел од некоја висока политика, повеќе се гледам себе како ајде да кажеме прв административец, оној кој ќе ги решава, кој ќе го чисти сметот, комуналните проблеми и така натаму на граѓаните, меѓутоа сето тоа е еден вид на политика и знаеме што ги пропратува изборите. Моите деца се веќе пораснати, знаат да расудуваат, направивме малку муавет во носењето на одлуката. Тоа ме интересира, со нив, со сопругата, тројца се, различни се сите. И имате подршката? Ја имам, да, имам и помош, ајде да кажеме, сега веќе се на некој начин вклучени, па се мои коректори, па тато ова вака не треба, па ваму ова треба, ондека овде фали. Значи, има демократија во вашето семејство, тоа е многу важно за утре каква демократија ќе пренесете и во општината. Ние се решаваме на стол, се е изнесено на маса, за се разговараме. Со сопругата малку помуабетевме, она е така еден подруг карактер од мене, дава едно, малце го успорува темпото во семејството, така да прифаќам и од незе одредени критики. Да, немавте поддршка, дали секако ќе продолжите, дали сте наетлив човек? Не би сакал. Семејството ми е пред се и сметам дека семејството е основа на секој успешен човек. Ако имате едно мирно пристаниште, кај што ќе можете тие 2-3 часа од денот колку имате слободни да ги поминете во една хармонија, тогаш сте спремни веќе наредниот ден пак да се втурите во бурите. И што беше одлучувачки да се нафатите на овој чекор? Споменавте и самиот дека не сте политичар. Еве, од секој аспект да кажам, се рачунам себе задоволен сум од она што сум го постигнал, ајде да кажеме, од дослужувањето овојниот рок, па до овие 30 на години натаму, во делот на кариера, семејство, па и материјално да кажам обезбедени веќе. Сакав да оставам некој подлабок печат на моето живење, на моето обстоење, како што рековте, веќе половина век, имам уште десетина сигурно добри години
од она најплодни, да кажеме, години за работа. Сакам да еве општествено да се посветам. До сега не сум бил активен, да сум од оние, знаете, кои не сакаат нешто да поминува, а да не се инволвирани во тоа. Јас сум од оние, знаете, кои сакаат да ја окречат кулата, на кои им сметат дрвото во паркот. Ако се отвори, не знам, и месенџерот на она што јас низ годините сум се обрекал до општината со сите проблеми, па сум знал и да пофалам одредени луѓе кои биле активни и секој утро сум ги сретнувал во паркот, додека го шетам кученцето, сум ги сретнувал дека собират лисја, па сум знал да побарам и да бидат наградени затоа што се сведувало сето на пар ликови. Така да јас сум од тие луѓе и сакам да пробам да ги менувам работите, да видам дали можеме нешто да направиме. Вие сте економист. Така. Колку е тоа адут плюс и за самиот градоначелник и за самите граѓани од општината, кога првиот човек кој што треба да располага со општинските пари е економист, човек што Па видите, знае што се вели со барата со парите, така да речеме. Да ја држи касата. Така. Колку да звучи вака непопуларно, во основа финансиите се оние кои ни дозволуваат и ни ги креираат одредените политики. Ние можеме сега во кампањата, во предизборие да ветуваме, да кажуваме се и се што, меѓутоа јас доаѓам од реалниот сектор и сум човек кој е ајде да кажеме, не е склон на... Знаете, јас и сега се сретнам со група на луѓе во древна, знаете, ова ни треба... Прво размислувам што ќе им одговорам. Знам дека после година, две пак ќе се сретнеме и треба тоа да го исполниме. Така да и те како значат финансиите, од која ќе согледаме состојбата на финансиската кондиција на општината, ќе знаеме какви проекти ќе можеме да понудиме. Ние сега можеме се и се што да зацртаме. Деновиве многу актуелно кај да се појавам. А знаете што е големо што ќе направите? Па ние ако во првите 2 години се посветиме на паркингот, на ревитализација на парковите, на не знам проблемот со бездомните животни, загадувањето, значи тоа се пар работи кои вака изгледаат многу нормални, меѓутоа и те како имаме да работиме на нив. И ако имаме средства сето тоа да го изведеме, бил пресреќен јас во првите 2 години ако тие прашања на некој начин ги затвориме, а потоа ќе размислуваме сите заедно за некои бомбастични проекти. Па и веќе ги начнавме, досега зборувавме за убавите страни на Карпош, сега веќе на некој начин ги начнавте тие неубави страни или неубавата страна на Карпош, кои се најгорливите проблеми? Односно, што е сето на кое што имате апелирано сите овие години во вашиот месенџер? Од она што е наше секојдневие, или ние како карпошани, како жители на Карпош ги живееме секојдневно проблемите, меѓутоа пред 2 месеца негде со моето објавување направивме една анкета на 600 испитаници од нашата општина и ни се потврди она што и го очекувавме. Паркингот е најголем проблем, им смета на луѓето запуштените паркови, кучињата, скитници прават проблем, колку имаме од една страна луѓе кои се повеќе одгледуваат миленичиња, меѓутоа ова што е неконтролирано во Глудници им смета. Безбедноста беше исто нагласена, како безбедност околу училишните објекти, така и безбедноста на домовите. Загадувањето, нели сега во летниот период малце не е тема, меѓутоа како ќе ближат ќе биде баш во периодот кога ќе бидат изборите, така да тоа се некои проблеми кои се вака, ајде да кажем од комунален карактер. И она што, да речеме, исто им смета на луѓето е непланското градење. Оние актуелни дупови кои до вчера и за мене беа непознаница. Ние така се го нарекуваме бетонизација. Тоа е генерално проблеми на цело Скопје. Сега ајде да започнеме. И само што да додадам, проблем е каде и да се појавам со легализациите, со поднесоците за легализации. Имаме луѓе од 2011, од 2012 кои немаат никаков одговор, без разлика колку се тие, се некоја голема солидна бројка и сметам дека и со тоа ќе треба исто да се зафатиме во првиот период од нашиот мандат, затоа што па си велам дека така ќе носиме и пореални дупови, доколку немаме
доколку на одредени места имаме нелегализирани објекти, имаме проблеми со носењето на дубовите. Ние треба на луѓето да им одговориме без разлика дали ќе биде негативно или позитивно, дали се работи за настрешница, дворно место или објект за домување, треба да смогнеме сила. Се надам дека тоа ќе успееме и такво ми е ветувањето. Се советував малку и со јас сум нов во сето ова, меѓутоа имам пријатели во моите градоначалници кои веќе еден мандат изминуваат и направивме нека проценка дека дури ако треба и со нивна помош, пошто се веќе искусни во тоа, со нивните колеги во првите 2 години да одговориме на луѓето кои имаат поднесоци за легализација. Минатата недела, со оглед на тоа што знаете дека имаме и контактни емисии, токму тоа ми беше темата што очекувате од следниот градоначалник. И генерално најчеста забелешка на нашите гледачи, воедно и на идните гласачи, е токму таа бетонизацијата, неконтролираното градење, со тоа што прашуваат граѓаните зошто не се воведе мораториум, нели да се пресмета колку жители има, да речеме, некоја одредена општина, дали уште е потребно да се градат дополнително згради со тоа и станови, и она што е најважно, не може да се врати времето назад, но еве сепак има некои решенја. Гледаме деновиве, например, Еди Рама што прави, така. Дали Многу работа си отвори човек. Да, дали може нешто да се направи во однос на веќе изграденото? Или тоа што е изградено, тоа е? Па видете, евентуално можеме да збориме за некаква одговорност на она што е сработено. Можеме да направиме ревизија, како што напоменавме во нашата програма, ревизија на ДУП-овите секако, дека треба да се гради. Мораториум на градба некако не ми звучи популарно. Контролирана градба, да, градба каква ние ќе наметнеме како општински власти. Од нас зависи и сето она што сме го направиле претходно да дојде до некаков мораториум, укажува на наша неспособност или наше непланско работење. Ние имаме на пар места во паркови згради се градеа. Значи, мојата заложба е дека Карпош треба да се гради. Карпош е една урбана средина, пожелна, како што кажав, за домување, меѓутоа не во старото јадро. Не можеме да градиме во Карпошите, во Карпош 4 ке мене, немате кај да градите. Нити во Карпош 1, нити во старите мала, како Козле, како Влае. Значи, треба растат семејствата, треба доградба, треба кат, меѓутоа сето тоа да биде онака како што нема да го наруши концептот на домување на тие мала. Имаме простор во делот од оваа страна на Вардар, да речеме, во делот на Злокуќани, во делот на Бардовци, имаме простор, имаме дел од касарната Илинден интересна како простор за градење на стамбени објекти, така да по мене Карпош треба во тој дел да се развива, да не го кршиме концептот на старите мала, да создаваме нови. Имаме нов закон за градба кој е похуман, имаме одреден процент на паркинг простор кој треба да го запази, имаме одреден процент на зеленило кој треба да го запази, така да сметам дека со една планска градба можеме да градиме школски и предшколски установи, градиме, не знаеме децава кај ќе одат, имаме проблем со училишните, со предшколските капацитети, така да крајно еве да не е многу должам. Сум за градба, меѓутоа планска градба, не градба во старите мала. Да, преминуваме на хигиената, која што генерално проблем во цело Скопје. Ве сега ќе ви кажам еден податок, не знам дали сте го знаеле, имаме често пати ни гостуваат од Асоциацијата на туристички водичи. Во цело Скопје имало само 3 јавни тоалети. Сакам да кажам, ако не им се обезбедат потребните услови на граѓаните, тогаш да не ни чуди ако е хигиената такава каква што е. Знаете како? Во една постојана трка сме, дали се неспособни властите да ги задоволат потребите, или дали се гнасат што не може да се исчисти, или дали се ајде да кажам, недисциплинирани граѓаните. Секако дека сме, да. Јас би почнал првин со она што треба ние да го направиме како власти, ајде да кажеме локални во иднина. Во последниве години
сум имал прилика да прошетам доста европски градови, мислам дека луѓето и менталитетот нивен го креираат властите. А ние мораме да исчистиме онолку колку што граѓаните ќе испрљаат, да кажеме. И треба да наметнеме одговорност. Да не бидам сега ригиден, да не спомнам казни, меѓутоа треба да знаат дека сносат одредена одговорност. Ако ние ги преземеме сите мерки и пружиме услови за коректно сместување на шутот и така натаму, треба и тие да се однесуваат во склад на тоа и да знаат дека ќе сносат одговорност, ако фрлат ѓубрето од балкон, ако го стават пред зграда и така натаму. Ние имаме такви примери. Така да ние да ја завршиме нашата работа, да го направиме сето она што треба, а ќе најдеме начин и да го граѓанинот, да кажеме, во еден правец насочиме, да не ги прекршува сите оние одредби. Проблемот со уличните кучиња, рековте самиот дека сте љубител, дека нема нешто што немате чувано. Што значи како љубител на животните, претпоставувам дека ви е мачно, тажно, болно кога гледате како се мачат уличните кучиња. Проблемот е голем, но во културните земји тој проблем е решен. Што значи може да се реши. Сега една лајка претпоставувам дека е премалку за територија за цело Скопје. Вие веќе имате договорено состанок со нив и со другите здруженија, мора да постои решение. Така. Каква е вашата замисла? Прво треба да ги видиме ингеренциите. Со кандидатот за градоначалник на град Скопје, со мојот пријател господин Горце Георгиевски, разговаравме дека има намера да се трансформира јавното комунално предпријатие. Што по мене сметам дека е исправно, онда ние на својата територија би имале поголеми ингеренции, па така можеби би имале можност да формираме некаков центар, да кажеме, за каде што ќе ги прибираме овие животинки бездомници. Размислуваме секако за едно хумано решение, како што споменавте, веќе утре имаме еден состанок, дружба, ајде да го наречам, со представниците на здруженијата за заштита на животните и со луѓето од лајка. Како што споменавте, една лајка е премалку. Меѓутоа треба да ги слушаме и заеднички да најдеме, мислам решение. Ке мене има волја и како човек не треба да се сведува да кучињата бидат згрижувани од заедници на станари. Често се случи тоа, во влезот две кученца, од ваму две мачки, затоа што имаме луѓе на кои, па да речеме, од друга страна можеби им пречи. Така да треба да создадеме услови каде што на најхуман начин ќе ги тие кучиња и останати животинки ќе екзистираат. Разговаравме исто така со кандидатот за градоначалник на Скопје да создадеме услови за прв пат во државата да размислуваме што по угинувањето, што по смртта на милениците. Така, ние немаме гробишта за немаме. кучиња, размислуваме за гробишта, размислуваме за... А ти фактички секој прави криминално дело закупувајќи го некаде, така? Па да, и имам дојави, и јас сум видел дека на падините на Водно дури се прават одредени, како ајде да кажеме, почивалишта, па крвчиња, па камчиња, па едно, па друго. Така да разговаравме тоа да биде на нашата територија, на општина Карпош, евентуално и дури размислуваме и за крематориум за домашните миленичиња, така да ете и да видиме и во тој. Ке се помрднат малку работите. Јас имам уште многу прашања за вас, но за жал колегите ми јавуваат дека веќе дојдовме до крај на емисија, така што за самиот крај на некој начин да сумираме, резимираме, па да ве запрашам, може да им се обратите на гледачите, зошто да гласаат за вас? Па мислам дека од се искажано, од она кој е мојот бекграунд, кои се моите 52 години живот, мојот однос кон општественото живење, месец и пол веќе, ајде да не речам скоро 2, сум секој ден на територијата на Карпош до доцна навечер и вчера и завчера по карпошките мала со одредени групи на луѓе во една пријатна дружба, на некој начин го враќаме духот на
на старите мала, нешто што е изгубено. Практичар сум, човек кој знае да слуша. Сакам да носам решенија транспарентни. Во секој поглед, како што рековте, кратко ни беше времето, разговарав со одреден број на музичари, уметници, луѓе од културата. Замислувам дека сите одлуки во тој дел ќе ги носам со советот, нив да формираме совети во општината на спортисти, за спортот со спортистите, за дуповите со архитектите и сите оние кои се за сообраќајот со сообраќајните инженери. Секој упатени во својата бранша. Така да сум човек кој знае дека не знае се. Сакам да го слушнам мислењето пред се и потребите на јавноста, а потоа со стручната фела да носиме решенија. Се надевам дека луѓето ќе ме препознаат и дека ќе направиме еден нов концепт на една отворена општина, каде што сите ќе допринесеме за наше заедничко подобро утре. Да, денови ви имате интензивни средби со граѓаните, се надевам дека и откако ќе седнете во столчето, дека тие средби ќе продолжат понатаму. Па ја би бил пресреќен доколку се средат работите општината и оној, да кажеме, ајде административен дел си врви мимо мене, а јас имам време да си бидам по улиците меѓу граѓаните. Многу ви благодарам за ова ваше гостување. Посакувам на сите фер, мирни, културни, цивилизирани избори и на крајот на краиштата нека победи најдобриот. Така е, тоа зависи од сите нас, од моја страна ќе биде така како што споменавте и нормално ќе победи оној за кој ќе се решат граѓаните. Јас им благодарам